Добар ден, ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по македонски јазик за второ оделение. Импровизација и постојано барање на разни начини и методи преку дигиталните алатки, како да се продолжи воспитно-образовниот процес. Со овој предизвик се соочуваат просветните работници во земјава. Сонја Трифуновска е оделенски наставник од Тетово на 12 ученици. Само работното место е поинакво, од дома, но учењето, вели, мора да продолжи, особено кога имате второ одделенци, на кои целата ситуација и не им е баш јасна, но никако не смеат да ги загубат работните навики за учење. Преку видеолекции, квизови, презентации и на разни други начини по кои постојано трага, се обидува да биде во контакт со учениците. Во групата што ја имам направено, нашата група се вика Трета генерација Цветови, им ги поставувам задачите на учениците. Например, прва задача за 23 март е да се проследи презентација со квиз, а потоа во тетратката да ги решат задачите од наставното ливче. Исто така поставувам и например наставни ливчиња и повратно барам од учениците откако ќе ги решат да ги сликаат и да ми ги испратат на електронска пошта. Целата ситуација ќе остави некоја празнина во образовниот процес, смета Трифуновска, која веројатно, вели, ќе се пополнува следната година. Најголем проблем во моментов е немањето пристап до интернет на бројни семејства, односно отсуство на можност за вклучување во е-настава. Јас би рекла дека има поголем проблем со тие ученици кои што немаат можности да се вклучат во е-настава, односно кои што немаат ниту компјутер, ниту пак интернет, ниту било каков електронски уред. Конкретно јас во моето оделение имам родители кои што немаат дома интернет и јас комуницирам преку телефон само, им давам задолженија на учениците и на тој начин само успевам. Тука е најголемиот проблем, мислам, но со тек на време ќе наоѓаме алтернативни решенија сигурно за да го надминеме и овој проблем. Иако наставниците се дома, трудот кој сега го вложуваат е дупло поголем, вели оваа наставничка. Горда на својата професија, се надева дека можеби целата оваа ситуација ќе влијае на тоа, конечно нивната работа многу повеќе да се цени и почитува.